Ниту итната медицинска помош ќе биде брза, ниту противпожарното возило ќе стигне навреме да интервенира во случај на пожар, ако треба да поминат во четврток по улицата Гоце Делчев. Во вообичаен пазарен ден, околу 9 часот наутро, за да се извози растојание од 50 на метри, на противпожарната екипа и се потребни 7 минути. За да стигне од мостот кај плоштадот до џамијата, нема да бидат доволни ниту 20 минути. Вакви поразителни бројки покажаа пробните акции што ги спроведе Комуналната инспекцијска служба на општина Кочани во соработка со територијалната противпожарна единица и полициската станица. Нивна цел беше противпожарното возило да помине низ пазарот за што пократок период, за да реализира можна интервенција. Натрупаните импровизирани тезги на самиот коловоз на Гоце Делчев го попречуваа возилото кое мораше да чека да се поместува оддално секоја тезга кон тротоарите. Ефикасноста во случај на вистинска потреба за интервенција ќе биде катастрофална. Од Комуналната инспекција истакнаа дека во наредниот период ќе се прават редовни контроли, а растојанието меѓу тезгите треба да биде најмалку 3 метри. Во спротивно ќе следуваат соодветни казни. Сепак, за волја на вистината, акции имаше и порано, но резултатите од нив беа чиста нула. Јасно е дека проблемот со локацијата и функционирањето на градскиот пазар, особено во четврток, е сериозен и комплексен и не може да се реши со кампањски активности. Прашањето за негова целосна дислокација е актуелно со децении, но ниедна локална власт досега не се зафати за изнаоѓање трајно решение. Пред 4 години имаше иницијатива за тоа, но во практика не се спроведе до денес. За разлика од Кочани, некои од соседните градови најдоа соодветни решенија за дислокација на пазарите од централното градско подрачје. Затоа, прашање е дали на вистина пазарот кај нас и во иднина треба да остане таму каде што е, или би можело да се размислува за друга посоодветна локација. По завршувањето на секоја од контролните акции, состојбата на улицата Гоце Делчев се враќаше по старо. Општина Кочани распиша конкурс за избор на жетварска убавица во манифестацијата Денови на Кочанскиот ориз 2023. На конкурсот може да се пријават девојки кои се жители на општина Кочани и се на возраст од 16 до 20 години. Општинската администрација ќе изврши предселекција на пријавените кандидатки. Поднесените апликации за избор на жетварска убавица ќе бидат објавени на Facebook страницата на општина Кочани, а изборот ќе се одвива онлайн, односно со најмногу собрани допаѓања на апликацијата на кандидатките. Ќе бидат доделени 3 награди, односно за жетварска убавица, прва и втора придружничка со награден фонд. За жетварска убавица 10.000, за прва придружничка 6.000 и за втора придружничка 4.000 денари. Избраната жетварска убавица и низините придружнички ќе бидат кронисани на една од главните вечери кои се дел од програмската манифестација и ќе учествуваат во обичајот за жнејување. Пријавувањето е до 14 август годинава со доставување на пополнета пријава и изјава. Со поднесената пријава кандидатките треба да испратат и своја фотографија во етно стил. Пријавувањето е електронски или на адресата info@majmunchekochani.gov.mk. Годинава ќе се организира и празнично дефиле. За таа цел општина Кочани упатува повик до сите јавни институции, правни фирми, здруженија на граѓани и сите останати заинтересирани да земат учество во дефилето и да се представат пред домашната публика и гостите од странство. Ќе се дефилира низ Кочанските улици со организирана програма, односно со тргнување од училишниот двор на основното училиште Никола Карев низ улицата Маршал Тито до големиот мост кај трговскиот центар и назад се до градскиот парк. Рокот за пријавување до 21 август годинава. Граѓанското здружение Ини од Виница успешно го заврши проектот со кој под мотото Активен живот во изминатите 10 месеци работеше на заекнување на отпорноста на постарите лица за време на здравствени епидемии каква што беше ковид кризата, но и на слични катастрофи во иднина. На завршното представување на проектот беше нагласено дека е исполнета главната цел да се придонесе за поквалитетен живот, мобилност, социализација и подобрување на физичкото и менталното здравје кај повозрасната популација, која е и поранлива на глобалните здравствени предизвици.
Целна група беше женската популација над 65 годишна возраст, а учесничките во проектот работеа во 3 групи. Активностите беа насочени кон унапредување на физичката подготовка, примената на здрави животни стилови и јакнење на групната припадност, односно припадноста кон заедницата. Во рамките на проектот беа организирани повеќе од 170, реализирани повеќе од 170 часа лесни физички вежби за луѓето со проблеми со моториката, локомоторен апарат, некои болести како спондилоза, реума и така натаму. Беа уклучени во вежбањето околу 33 жени, реализиравме 10 прошетки на отворено, секој месец по една, некојаш и по две. Тие прошетки беа околу 5-6 километри, беа уклучени повеќе жени и други жени кои што не беа дел од активностите на физичките вежби за жените во Виница. И во рамките на проектот реализиравме 10 предавања на различни теми, како што здравствени и социјални права, активноста, потребата од активност на старите лица, за исхрана повеќе предавања за одредени состојби на луѓето, како што се реума, спондилоза, цервикална, лумбална и така натаму, проблеми со моториката, надминување на некои состојби. И сакам да кажам дека во овие 10 месеца стварно реализиравме доста активности, луѓето се задоволни и се спремаме од септември самиот проект да го продолжиме. Се надеваме дека ќе најдеме донатори, а ако не, ние сами ќе се организираме и ќе продолжиме со активностите кои што во минатиот период беа доста успешно организирани, а од друга страна целната група, заедницата, пензионерите бараат уште повеќе затоа што видоа бенефити. Имплементацијата на проектот беше поддржана од Сдруженијето на пензионери од Виница, од Граѓанското здружение Златно доба, од Здравствениот дом, Фондот за здравствено осигурување, Центарот за социјални работи и од општина Виница. Активностите се дел од регионален балкански проект, чиј носител е Црвениот крст на Србија, а вклучени се и граѓански здруженија од Црна Гора, Косово и Србија. Финансиската и друга поддршка за реализација на проектот беше обезбедена од фондовите на Европската Унија, како и од Црвениот крст на Австрија и Австриската агенција за развој и соработка АДЦ. Практиката за дарување крв секој последен четврток од месецот продолжи и во тековниот. На јулската крводарителска акција собрани се 32 единици со крв. Мотото на крводарителската акција гласи "Донирај крв, биди причина за насмевка на многу луѓе". Акцијата денеска започна во 8:30 и е планирана да трае до 14 часот и се организира во соработка со Институтот за трансфузионна медицина од Штип. До сега, некаде околу 11 часот, дарувани се околу 19 крвни единици, така што акцијата се уште е во тек и планираме да имаме нека реализирана бројка од 30 крвни единици. Сакам да упатам голема благодарност на сите дарители кои денеска дојдоа, посетоа акцијата и помогнаа да се спасуваат човечки животи, зашто крвта е сепак многу важна течност која се дава од човек на човек. Граѓаните може да даруваат крв секој понеделник и четврток во службата за трансфузионна медицина Кочани или секој последен четврток во месецот во просториите на Општинската организација на Црвениот крст. Во завршна фаза е фудбалскиот турнир во рамките на Илинденските спортски игри во Чешиново. Во средата силите ги одмерија екипите на Соколарци и Теранци, при што со резултат 2:0 победи екипата на Соколарци. Веднаш по нив се сретнаа Чешиново и Чифлик, а резултатот во регуларниот дел од надпреварот беше нерешен 1:1. На пенали победа извојува екипата на Чешиново со 4:3. По завршувањето на разигрувањето по групи, познати се 4 полуфинални екипи од турнирот. Тоа се Пантелеј, Теранци, Жиганци и Чешиново.
Првата полуфинална средба е закажана за сабота со почеток од 18 часот и ќе се сретнат Пантелеи и Жиганци. Второто полуфинале е в недела во истиот термин, а ќе се сретнат Теранци и Чешиново. Финалниот надпревар ќе се одржи на 2 август на празникот Илинден со почеток од 17 часот.